Асаф Ейсин, израелскиот пиар гуру, ги чита пораките на бизнис мрежата LinkedIn, но не одговара, а на Facebook воопшто него не отвара сандачето, доколку тој лично стои зад профилите на овие социјални мрежи. Алфа со денови се обидува да искомуницира со него, по напливот на обвинувања дека тој е платен со валкан кеш од тендери на Рек Битола и дека е експерт за црни кампањи преку фалсификувани документи и лажни вести. Израелецот посе изгледа најмногу се плаши од израелската клетва, да имаш па да немаш, па така иако млати милиони за пиар стратегии на интернет, рече си и нема ништо. Нема информации ниту за компанијата за консалтинг од Лондон, СБР, на чие чело е токму тој. Инаку Асаф Ейсин не се поврзува со политички кампањи само во Македонија, туку и во други земји во регионот. Очигледно посебен фокус му е Балканот. Така, според српските медиуми, со години работели за тамошниот председател Александар Вучик, обезбедувајќи му последователни изборни победи. Вучич и Ейсин својот однос и доверба ги граделе со години и на крајот имаат видливи резултати. Ейсин е опишуван и како агенција за победување на избори, а неговите досегашни резултати покажуваат дека овој опис е соодветен. Ейсин работел со политичари во Словенија, Австрија, Босна и Херцеговина, како и во Романија. Според медиумите во регионот, тој работел и за израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, а е ученик на познатиот израелски политички консултант Тал Силберстейн, кој во 2017 се соочил со обвинение за перење на пари за валканата кампања на австриските политички партии. Кај нас, името на Ейсин се поврзува со сериозните сомнежи за кеш на рака и испомпување државни пари за финансирање на партиската кампања на владеачката партија. Актуелниот председател Стево Пентаровски призна дека се сретнал со него и дека тој бил консултант ангажиран од страна на СДСМ. Лидерот на партијата пак упорно тврди дека немало ништо спорно и дека сеќе се видело во конечните финансиски извештаи по изборите. Опозицијата подолго време предупредува дека Асаф Ейсин е ангажиран на црно и прашува дали се плаќа со испумпани пари од државните електрани преку сомнителни тендери, пред се со Марковски компани, фирма во сопственост на белорускиот почесен конзул, кој важи за исклучителна блиска до СДСМ. Ако израелецот е плаќан со државни провизии под маса, тоа секако нема да се види во документите за кои зборува Димитар Ковачевски.